Партијата на Африм Гаши оди во опозиција. Тројцата пратеници од алтернатива ќе ги заземат собраниските столчиња од десната страна во парламентот. Првиот човек на партијата револтиран од Ковачевски, зошто не ја почека нивната официјална одлука, дали ќе останат или ќе ја напуштат владата. Според него, СДСМ кршејќи ги европските вредности, еднострано и брутално го раскинала договорот и ги раздвоила патиштата, а тоа многу говорело за нивниот политички морал. Гаши алармира дека владеачката партија не само што ги загрозила европските перспективи, туку со овој потек би можела да ги наруши меѓуетничките односи. Бидејќи од друга страна имавме партија која не ги исполнува своите ветувања, која не знае што се европски вредности и дури ниво етичка смисла не се достојни за партнерство, ние денес одлучивме дека алтернатива заедно со тројцата пратеници и сите нејзини структури, од сега па натаму ќе биде опозицијска партија. Зборувам за дебалансот во кој се креира перцепција дека сите албански партии, поголемите албански партии се со СДСМ, а СДСМ е заложник на албанците и мислам дека тоа ќе предизвика меѓунационални недобри односи помеѓу овие две етникуми. Ковачевски од неговото конто изгуби тројца пратеници, а колку ќе тежи владеачкото мнозинство ќе се знае утре. Довербата е нарушена и кај фракцијата на ДУИ, а се поизвестно е дека ниту Павле Трајанов од Демократски сојуз нема да го поддржи реконструираниот кабинет. И гостиварскиот огранок на интегративците ги повикува пратениците да гласаат против реконструкција на владата и да си ги преслушаат своите ветувања во изборната кампања во 2020 година. Саранда и Мери, секретар за еднакви можности, остро реагираше за разрешувањето на заменик министерот за одбрана Башким Хасани. Тој воопшто не бил информиран дека ќе биде сменет. Од мене не беше побарано да дадам оставка. Мене никој не ме праша за оваа состојба. Предпоставувам дека причината за моето разрешување е јасно искажаното незадоволство од првиот вице-премиер Артан Груби, но нема да побарам образложение од Ахмети. Иако Ковачевски предложи разрешување на кадрите на алтернатива без да ја почека нивната конечна одлука. Од СДСМ вчера му порачаа на Африм Гаши дека вратата за соработка е отворена и понатаму. Сепак првиот човек на алтернатива не можеше да помине преку, како што рече, потценувачкиот однос на Димитар Ковачевски, кон се што направиле последниве 12 месеци.